Околу 70% од децата на возраст од 2 до 14 години се изложени на некаква физичка или психолошка злоупотреба во домот или од страна на негователот, а 16% се изложени на телесно казнување. Според податоците на првата детска амбасада во светот Мегјаши, ова е често застапен проблем и кај нас и за жал има случаи на тешка психичка и физичка злоупотреба на децата. Јана, денес одбравме да зборуваме на доста актуелна тема, особено овде кај нас во нашава држава, на тема одговорно родителство. Па би почнале од таму. Што значи одговорно родителство? Одговорно родителство всушност значи препознавање на потребите на децата, грижа за физичкото, психолошкото здравје на децата и поставување на јасни граници. Одговорно родителство значи дисциплинирање со многу љубов на децата и вложување во нивните капацитети. Наспроти ова, за жал, повторно ќе кажеме, и овде кај нас, дел од децата се соочуваат со неодговорни родители, трпат најразлични видови насилство, па би сакала еве да кажеме што значи неодговорно родителство. Така, кога станува збор за злоупотреба на деца, ние можеме да кажеме дека има физичко насилство, психолошко насилство, сексуално вознемирување и занемарување на деца. Неодговорното родителство може да се стави во формата на занемарување на деца. Не сите деца кои што се жртви на физичко, имаме деца кои што се жртви на физичко насилство, меѓутоа поголем е бројот деца кои што се, да речеме, жртви на психолошко насилство, каде што се става акцентот на неодговорноста на родителите, затоа што не знаат како поинаку, не се поддржани и во самиот процес на родителствување можеби не знаат како поинаку. Нашите заложби се дека нема лош родител. Току родителите вложуваат толку колку што можат, а ние, како држава, како институција, е потребно да ги научиме како треба. Секако, првенствено земајќи го во предвид капацитетите на децата. Во ниеден случај не е дозволено било каква форма на занемарување, запуштање на дете или па било каква физичко насилство кое што доведува до загрозување на животот на децата. Кога станува збор за одговорно или за неодговорно родителство, тука се наметнуваат родителските стилови на воспитување на децата. Затоа најчесто одговорниот родител е тој кој што препознава, одговорниот родител е тој кој што активно слуша, одговорниот родител е тој кој што го насочува детето и е тука за детето. Тоа не значи дека одговорниот родител нема да го скара детето. Меѓутоа, начинот на информирање и начинот на комуникација е сосема различен. Така, кога зборуваме за вашите заложби и вашите активности, имате издадено неколку брошури кои треба да придонесат за поодговорно родителство. Можеме еве за нив нешто да кажеме и секако ќе се задржиме на најновото. Така, значи, првата детска амбасада Мегјаши има започнато со кампања за одговорно родителство со трите слогани. Дали денес го гушнавте вашето дете, дали му рековте дека го сакате и дали денеска разговаравме. Тоа беше тригер фактор за да се поттикнат родителите да размислат во насока колку квалитетно време и како поминуваат со децата. Потоа се издадени други три брошури. Едната се вика "Зошто баш мене?". Таа брошура е наменета за деца за да препознаат физичко насилство и каде истото да го пријават. Потоа одговорно родителство има наменето за наставници, за наставниците да можат да ги поттикнат родителите да препознаат различни форми на насилство и да се информираат каде да го пријават истото, и за родителите со информации за тоа што е одговорно родителство, какви последици трајни има по здравјето на децата неодговорното родителство или физичкото казнување и психолошкото казнување. Последната брошура е "Позитивно родителство", издадена во рамките на Save the Children, во проектот "Да ги земеме правата во наши раце". Автори на истата се професор доктор Ана Фрицкан и професор доктор Софија Георгиева. Оваа брошура представува приречник, представува кратки упатства за тоа како позитивно да се дисциплинираат децата, што е одговорно родителство и за нас представува едно убаво четиво, каде што родителите можат да се научат, да се мотивираат и да видат како да го подобрат квалитетот на своето родителствување. Меѓутоа, во таа насока јас исто така ги поттикнувам родителите, доколку се соочат со некакви проблеми, доколку видат дека
своето родителство ги представува мака и не знаат како поинако, да бидат слободни и да се обратат до стручно лице. Дали тоа ќе биде во училиштата, дали тоа ќе биде во центарот за социјална работа, дали ќе биде кај психолог, психотерапевт, сметаме дека е многу важно да се поттикнува важноста на менталното здравје и барањето помош и поддршка во овие процеси во насока на најдобар интерес на детето. А кога станува збор за брошурите, на кој начин тие го наоѓаат патот до децата? Како доаѓаат до нив? Каде можат да ги најдат? Овие брошури, ние имаме интерес од градинки, кои што се даваат, имаме интерес од институции и од училишта. Значи, брошурите се бесплатни, истите се даваат до сите родители кои што ќе покажат интерес. Преведени се на 3 јазици, на македонски има, албански, ромски и англиски јазик. Истите можат и бесплатно да се симнат од нашата страна, меѓутоа секој родител, секој дете, секој баба и дедо кои што имаат потреба, можат слободно да се јават и бесплатно да го добијат. Ние имаме такви повици и истите им ги доделуваме, им ги даваме на граѓаните, затоа што тие се наменети за нив. Кои би била вашите пораки за крај до нашите гледачи, нашите родители, баби, дедовци? Како да станат поодговорни родители во иднина? Верувам дека секој родител сака да научи. Совршен родител нема. Родителството е процес кој што се учи. Сакајте ги вашите деца, кога ќе увидите пречки, побарајте помош и поддршки, ќе видите најдоброто што можете. Темата одговорно родителство е нешто за што треба многу повеќе и многу почесто да се говори.